Здраво за сите кои во моментов ја гледаат емисијата Супер Звезда, еве ги Супер Звездите, заедно со мене денеска се наоѓаме на едно специјално место каде што ќе ви направиме една емисија во која што ќе уживате. Каде дојдовме повторно? Кинески ресторан! Не слушам, каков ресторан? Кинески ресторан! Денеска Супер Звездите дојдоа во кинескиот ресторан кој што се вика Звезден океан. Ова е втора емисија која што ќе снимаме овдека. Прв пат бевме пред неполна година, пред нецела година, каде што снимивме една прекрасна емисија која што според реакциите на гледачите беше можеби едно од најубавите до сега емитувани во Супер Звезда. Тоа беше и повод да дојдеме и да снимиме втора емисија овдека, значи со Супер Звездичките, за да објасниме некои работи кои што немаше време тогаш да ги кажеме и да ги објасниме. Како се чувствувате денес? Супер! Спремни, расположени, разбудени сите, да? Дали мешињата ви се полни или празни? Ке ги полниме со кинеска храна денеска. Знаете ли што е карактеристично за кинеската храна? Значи е вака пред да почне емисијава? Каква храна е таа? Вкусна или не? Вкусна! Кинеската храна е една од највкусните храни на целиот свет, а при тоа и многу здрава. Сакате ли вие здрава храна? Да! За да растеме големи, значи да бидеме убави и паметни, треба да јадеме каква храна? Кинеска! Па треба да јадеме меѓу другото и кинеска храна, значи убаво е да ги пробаме сите кујни на светот, меѓу другото кинеската храна и кинеската кујна се едни од најстарите, значи храни од една од најстарата кујна на сите времења. Така да денеска дојдовме на вистинско место, се надевам. Верувам дека ќе уживате во оваа емисија, но уште еднаш пред да почнеме да им кажа на гледачите со што се јаде. Со вилушка, нож, со секира, со стап, со што? Со стапчиња, стапчињата се тука, ние сме сите подготвени, а во позадина се наоѓа, значи и Лио, се наоѓа Дада Силвија и малата и прекрасна Нела Мейсан, кои ќе ги запознаете веднаш по рекламите. Одиме со реклами? Да! А потоа се враќаме во ресторанот Звезден океан. Чао! Како и минатиот пат, така и овој пат домаќин во кинескиот ресторан е едната и единствена газдарицата Силвија. Добре дојде. Фала, добро дојдовте вие повторно во нашиот ресторан. Многу ми е мило што пак се гледаме, затоа што сега има многу нови работи да збориме, работи кои дечињата ќе ги интересираат и нови специјалитети кои ќе ги пробате. Така, минатиот пат, значи, направивме една емисија која што помина низ многу позитивни критики низ јавноста. Оние кои што ме сретна на улици, кои што кажа дека ја гледале, ми кажа дека едно од најубавите емисии. Имаше ли некој од тие кои што дојде овде после во ресторанот? Многу луѓе, многу дечиња. Од тој момент кога ја снимавме емисијата со вас, многу помлада популација почна да не посетува. Малите дечиња сватија дека оваа храна е прифатлива за сите, не се плашат да пробаат. Супер, многу сме задоволни. Исто и на нас ни е посебно драго. Така да, овој пат ќе кажеме некои работи кои што минатиот пат немавме шанса да ги кажеме. Минатиот пат зборувавме, значи, за храната, која е, што е, како е, но имавме само еден многу мал сегмент опфатено со оглед на време, доколку што беше половина час и трае, значи, оној дел кој што може да го снимиме и да го емитуваме во програма. Затоа овој пат ќе направиме втор дел и така повторно сме гости овдека во Звезден океан. Имаше ли некој овде кој минатиот пат беше на снимање од дечињата да видам? Кој беше на снимање? Како си помина минатиот пат? Супер! Како беше кинеската храна? Супер! Дали нешто побаво имаше пробано до сега ти? Не! Нема, едно од најубавите храни на светот е. И ти беше, и како си помина? Храната како беше? Најба. Значи, журка направивме невидена, така? Денеска ви ветувам исто така невидена журка, со тоа што, еве, Силва е овдека, значи, да ни каже, значи, уште еднашка, мене ме интересира генерално, значи, кинеската храна. Каква храна е тоа? Кинеската храна, многу богата храна, опфаќа се, секаков вид на месо. Во нашиот ресторан се служи пилешко, свинско, говецко, риба, јадење без месо, значи пржени зеленчуци на кинески начин, мудар домат, брокули, кои се многу здрави, нели, многу витамини, приготвени со кинески сол, кинески зетин. Дали е тоа, ме интересира, дали е тоа храна со чуден вкус за нашиот? Не, значи многу е прилагодлива. Имаме различен степен на кинески специјалитети, значи луѓе што никогаш не пробале храна, препорачуваме еден вид на специјалитети кои се прилагодени на европскиот менталитет. Имаме и јадења кои што се типично кинески, традиционални, значи кисело-сладко, пилешко, луто кисело-сладко. Доколку дојдат, например, дечиња, за нив препорачуваме кумпирчиња во сос од соја, со пилешко месо. Месото е меко, значи може да биде крцкаво, за дечињата помеко. Значи прилагодливо е, може секој да го јаде.
многу мина од оние кои што ќе слушнат велат кинеска храна, мислат дека тоа е нешто поразлично од нашиот вкус. Се совпаѓа со овој нашиот балкански менталитет и балкански вкус оваа кинеска храна? Многу се совпаѓа затоа што Лио, значи маш ми, е оваа храна она од северна Кина. Секој дел од Кина има различна храна. Јужна и северна Кина многу се разликуваат. Специјалитетите се многу различни. Значи можам слободно да кажам дека специјалитетите што ги јадат луѓето од северна Кина се многу поблиску до европскиот менталитет. И тоа е многу битно затоа што има многу ресторани, ќе кажат има ваков или има таков ресторан, сепак ова е изворна храна бидејќи вашиот сопруг Лио е дојден од Кина. Он таму претходно се има бавено со готвење, многу добро ја познава значи кинеската кујна и овдека значи донесе дел од она изворна, а не е тоа некои наши па да се приучат па да прават значи некаква кинеска храна. Направи значи тој колку време веќе се бави со готвење? 7 години. Пред да дојде во Македонија, 2,5 години имал кинески ресторан во Кина. И пред да го отвориме ресторанот, бевме во Кина и заедно го составувавме менито. Така, и се е она значи наследено од сите негови претходни искуства и од целата негова претходна работа што ја работел таму. Овде гледам кренати 2 прста, уште 2 прста. Повели Бојан, кажи ми злато што имаш да кажеш? Како се прават храните? И шубаво прашање. Како се прават храните, има многу храни, овдека се прават, па ќе почнеме една по една да ги објаснуваме. А Дамјан да видам тоа што сакаш ти? Здраво, јас сум Дамјан и сакам да прашам дали тука само кинеска храна даваат или некои други храни? Се тоа да, стварно дали овде може на пример хамбургер да се нарача, на пример хот-дог да се нарача или само кинеска храна? Не, нашиот ресторан е специализиран само за кинеска храна, затоа што сакаме да ја доближиме кинеската традиција, култура и храна до македонскиот менталитет. Ја предлагам сега ако може да ги погледнеме значи дел од јадењата кои што се наоѓаат во вашето мени, на пример, еве да го разгледаме на кратко. Ова се значи сликите од ресторанот. А овде ми личи на шкембе чорба, например. Дали ова шкембе чорба? Не, ова не е шкембе чорба, значи во нашиот ресторан. Ова се кинески супи кои што се служат во нашиот ресторан. Ги има многу, меѓутоа јас би ја потенцирала вантанг супата, супа, значи телешката и јагнешката супа, најпречуена супа во цел свет. Кинеска и пилешката супа која нема детенце што дошло во нашиот ресторан не ја пробал. Да не ја пробал, колку јас на пример, јас сум едно од тие детенца што доаѓаат овде многу редовно и што многу редовно јадат пилешка супа. Значи, вие јадете дома супа? Да. И во Кина дома јадат супа. А ова сега што е? Ми гледа вака малку чудно, макарони ли се? Ова се нашите салати, значи кинеската салата која има луѓе што специјално доаѓаат за неа затоа што е многу свежа, има краставица, морковче, црни и бели печурки и нуделси, оризови шпагети. Во минатата емисија јадевме токму таква. Сакате пак да јадеме нека кинеска салата, пробаме нешто? Кој е за салата да видам да крене рака? Да јадем многу убаво, здраво е да се јаде салата. Ја обожавам салата. Овде гледам и шопска салата. Шопска е? Да, шопска. Значи оваа салата ја направивме за луѓе. Специјално за љубителите на македонска храна, на македонски салати. Точно и значи луѓе кои што се плашат од кинеската храна, меѓутоа ќе нарачаат една шопска, една кинеска ќе споредат и Истинен пат сака две кинески да нарачаат, не ќе веќе шопска. Ајде да видиме понатака што има. Ова ми е чудно нешто, ова црвеното. Што му се случува? салата од цвекло и морковче. Значи цвеклото и морковот се свежи, имаат кинески сол, кинески зетин кој дава многу убава миризба и арома на салатата. Ова се манџи сега. Не, ова се нашите специјалитети од пилешко. Ова се значи специјалитетите. Браво, колку убаво изгледаат. Ви се допаѓаат ли, дечки? Вакви специјалитети ви прават мајкиве дома? Некој прават, некој не, значи тие што не прават треба да научат какви специјалитети сакаме ние. Силвија, што се овие? Крилца, пилешките крилца се многу убави, се користат како пред јадење, обвиткани се во кари и потоа се панирани. Крцкави се, многу се убави. Значи имаме храна од пилешко е ова, значи ова е пилешка храна, има и уште пилешка храна. И уште пилешка храна. Ова каква храна? Значи ова се специјалитетите со свинско, имаме лутко декорирано со кикирики, типично пекиншко јадење. Со кикирики? Да. Вие мајките во манџа ставаат кикирики? Не. Овде кинезите ставаат. Што друго како кикирики нешто така интересно се става во храната?
Значи имаме јадење кое денес ќе го пробаат дечињата, многу богато пилешко, свинско, говецко со зеленчук, ракчиња, кикирики, бадем и ораси. Леле, и орас имам напред. Да, се има сите витамини на едно место. Ракчиња внутра, а? Сакате ракчиња пробате? Да. А ораси? Да. А кикирики? Да. Све. Кинезите јадат макарони. А, шубаво прашање. Јадат ли макарони кинезите? Јадат макарони, јадат шпагети. Шпагети значи што се прават од брашно, може да се прават од ориз, може да се прават од компир. Шпагети од компири се прават исто? Да, во се... А има ли овде некакви шпагети? Има тука, да, има нудлси, специјални кинески шпагети, ќе ви ги покажам и тие. Добро, одиме значи понатака. Еве да видиме. Еве ги јадењата со риба, специјалитетите со риба. А ова се значи фиш. Значи, Плодови. Значи рибата исто кај нас подготвена е на тој начин што се сече на мали парчиња. Обвиткана е во сос од соја, значи може да биде солена, може да биде кисело сладка. Јас би го издвоила најинтересно е значи чипсот од ракчиња за дечиња. одиме понатака да видиме. Еве малата Нела. Нела, како си? Добра си, злато? Шо правиш ти? А, пораснала. Минатиот пат беше бебе, сега е порасната и разубавена. Сте виделе поубаво детенце? Не. Кажете колку е убава Нела. Нела, ајде да пукне да направиме. Ајде силно. А, браво, аплауз за Нела, па Нела све знае. Силен аплауз. Силен аплауз. Значи, мама е Силвија, а тато е Лио. Лио ќе го запознаеме малку подоцна. Дали Нела јаде кинеска храна? Да, многу јаде, поготово оризот, компричињата, лепчето, значи во кинески рестораните има и лепче, многу луѓе мислат дека во кинески ресторан не може да јадат затоа што нема лепче. А има специјално лепче, значи овде кај. Кинеско лепче, кое е подготвено на пареја во посебен кинески сад, а потоа е малку пропржено. Значи, од надвор е крцкаво и топло, внатре е меко. Браво, многу убаво изгледа, еве како што го гледам овдека. Понатака може ли да догледаме значи што има? А, шпагетите. Еве ги, Стефан, твоите шпагети. Да не сакаш да нарачаш? Не сакам. Не сакам, сакаш само да праша. Да не сакаш макарони да нарачаш? Да. Сака макарони, кинески макарони за Стефан со луто говецко, суво луто говецко. Така беше? Да. Значи, еве во шпагетите имаме два вида на шпагети во нашиот ресторан, италијански шпагети со кинески зачини. Значи, тоа е направено за луѓе кои премногу ги обожаваат италијанските шпагети, а се плашат да пробаат кинески. Тоа се прават во сос од соја, се ставаат еве ракулци, кои денес ќе ги пробате во салатата. Ракулците се многу здрави, затоа што помагаат да се го збогатуваат железото во крвта и помагаат против вируси. Затоа за дечињата ќе дадеме салата од ракулци свежи. Сакате да пробаме таква салата? Значи ваква салата сте немале шанса да јадете никогаш до сега и ова е специјално нешто што значи не може да се увезе од Кина, него мора да се направи. Точно, ние сами го правиме во нашиот ресторан, значи семето го зимавме од Кина и сами си ги одгледуваме ракулците. Свежи се, секоја недела растат и крцкави се кога се јадат, многу се убави. Ајде сега ќе пробаме, па ќе дадеме значи на крај оценка како и што. Овие што се? Денес исто ќе пробате, значи традиционално кинеско јадење, пржени пелмени. Многу луѓе викаат дека доколку некој влезе во кинески ресторан, а не проба пелмени, исто како да не влегол во кинески ресторан. Ова е традиционално јадење во Кина за Нова година и за многу нивни фестивали што ги имаат. Значи тоа е тестенце, многу тенко, кое куварот сам го прави, го меси. Внатре е полнето со месо и со зеленчук. Месото е ситно сецкано со сатар, може да биде свинско, може да биде говецко. И потоа, ето од страната декорирано е со лимунче, значи од озгора врз пелмените може да се стави лимунче. Пелмените се јадат во сос од соја, значи се служи сос со лукче и се јадат со стапчиња. Ќе ги научиме дечињата денес да јадат со стапчиња. А некој знаат, да, некој знаат, некој не. Стефан, знаеш ти? Браво, шубаво, браво. А ти, Злато, знаеш да знам. стапчиња? Не, и јас не знам, ќе се научиме денес. Значи како што кај нас за Нова година јадеме сарма, така во Кина ги јадат пелмените. Да, одиме понатака се. Еј, Ориз, браво, еве Ориз. Кој сакаше Ориз да нарача да видам?
Ај сега да видиме каков ориз ќе нарачаме, со што све може да биде оризот, гледам разни оризи има. Значи оризот може да биде со зеленчук, може да биде со јајца. Имаме ориз со пилешко, свинско, говедско, со печурки, свежи шампиньони, во кари сос, со кромит. Значи со све може да биде оризот, значи не е само ориз како ние ручек ориз и ориз. Значи ориз со плюс све. Точно, да, во комбинација со зеленчуци, во сос од соја може да биде, може лутко да биде со ракчиња. Кој сака соја сос да проба денес да видам? Имаме расположени. Соја сосот викаат дека е многу здрав. Да, соја сосот многу е здрав, затоа што има солен вкус, значи е прилагодлив за наш менталитет. Многу витамини има и може да се користи претежно се пржи. Значи се користи за храна, се додава за јадење, за месо при пржењето. Добро, одиме понатака сега да има оризот го видовме и сега доаѓаме до мојот омилен оддел. Аплауз за десертите, молам, аплауз голем е. Аха, што ќе јадеш ти од овие сега, кажи ми кате? Покажи го со прс, а ова го сакаш ти. Што е ова? Ова е пржен сладолед, еден од најтрадиционалните кинески специјалитети. Да, Како може да е пржен сладолед? да, многу интересно што значи шоколадна топка или топка. Чудо. Да, имаме и колаче со порака. Минатиот пат го пробавте пржениот сладолед и колачето со порака. А денес ќе ги пробате карамелизираните јаболка, ананас и банана. Без порака. Без порака, да. Без порака, без имейл, без ништо. Со порака ќе му подметнеме на Стефан порака, пошто он сака со порака и тебе ќе сите ќе ви подметнеме по една порака. Во ред, добро. Значи сега огладнавме ли скроз? Ви се свиѓа ли овдека? За да се увериме дали навистина ова е едно од најубавите места во градот Скопје, ќе треба да направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме овде и журката започнува. Океј? Еве сега повторно се вративме во програма, еве како што гледаме овде има некакво чудо. Какво чудо е ова, Силвија? Значи ова е нов специјалитет што го нема во мени специјално за супер звездите. Ова е салата од рколци. Значи премиерно во супер звезда салата од рколци, значи нешто што во Македонија го нема никаде до сега. Да, оваа салата не може да се најде затоа што рколците не се продаваат во нашата земја. Нели како што спомнав пред малце, ние сами ги растеме, ги одгледуваме. И дека многу се здрави, особено за железото во крвта и за имаат многу витамини. Е така, значи сега супер звезди ќе правиме вака, ја гледате салатата? Јас значи ќе јадам, вие ќе гледате, така? Како ќе правам јас да гледам? А вие ќе јадете. А може ли сите заедно да јадеме? Ајде, голем аплауз за кинескиот ресторант Звезден океан, голем аплауз. А Маја е тука за да ни помогне, значи сите во тањирчињата да добиете. Олека, ете така, а додека се сервира, јас сакам да прашам, ме интересира една работа, Силвија, може да покажеме и камерата да сними, еве доколку се гледа овдека, така ќе направам малку простор. Што е ова? Ова е некој чудо. Ова е еден од најпознатите чаеви во Кина, чај од јасмин. Мириса многу убаво, тоа е зелен чај, служи за прочистување на цревата пред јадење или после јадење и да се исчисти вкусот во устата. Например, кога ќе се проба некое јадење што има лутко што е или кисело сладко, за да се вкуси правиот вкус на наредното јадење, за да се осети, се пие една голтка од ова чајче и се пробува наредниот специјалитет. Добро, еве сега да видам, значи составен дел од кинеското мени и од кинеската кујна се стапчиња. Еве, може ли да покажеме како изгледат, само да ги позајмиме на кратко да ги покажеме. Значи, ева се, може други, еве други, едни отидоа, еве други да ги покажеме. Беа свиткани, значи, предходно во целофанче, гостите ги земаат, ги одвиткуваат и ги двојат. Они се Треба да се скршат, да, пред да се употребат, мора да се скршат. ете ги сега се значи Така. посебно. Да, и сега ќе покажеме како се јаде. Значи да пробаме, значи на пример. Дали знаете како се јаде со кинески стапчиња? Ајде име Стефан како јаде со кинески стапчиња.
Мариго и она јаде со кинески стапчиња, сите јадат со кинески стапчиња, ќе јадам и јас со кинески стапчиња денеска. Кој ја проба салатата, да видиме, еве го Стефан. Стефан проба, Стефан како е? Супер. И да видам како јаде со кинески стапчиња. Значи да видиме дали така се јаде, Мариго? Не. Не се јаде, така се јаде? Не. Не се јаде така. Значи Силвија да ни покажеш еве овдека како се држи. Едното стапче треба да биде фиксно, да не се движи, да не се мрда. На четвртиот прст го ставаме, со палецот го прицврстуваме, да не се мрда. Од другото стапче го фаќаме како со овие два прста како пенкалце, како кога држиме пенкалце. Е вака. Меѓутоа за да јадеме, за да може да се јаде со стапчињата, мора да се израмнат. Мора да ги израмниме. Значи бидат рамни две. Да, мора да се израмнат. Еве, значи сега ќе покажеме. Не се јаде со стапчињата вака, не се фаќа вертикално. Туку многу е потешко така, секогаш хоризонтално. Секој се фаќа од доле. Ајде да пробаме сега Стефан да видиме дали научи. Палец со четврти прст да ги споиме и да видиме да пробаме дали некој друг му успеа вака да почне да јаде со стапчиња. Има некој што му успеа? Мариго, кај се твоите стапчиња или со вилушка ќе јадеш? Оние кои што не сакаат, значи, да јадат со кинески стапчиња, можат да си јадат слободно, традиционално, на стар македонски начин со вилушка, нож и лашица. Така да тоа е тоа. И госпата може да почне. Ајде 3-4 да видиме, ја пробавте ли салатата? Кој проба од салатата? Да крене рака. Како е салатата женски? Како е салатата? Сара, кон камерата? Салатата е супер. Да, страшно е нешто да не е кисела, да не е лута. Каква е? Супер. Ваква салата немало до сега? Не. Браво, одлично. Еве да видам овдека. Ја пробавте салатата? Лото проба ти од салатата? Да. Како е салатата, кажи ми? Супер. Ајде да видиме лапни малку со стапчињата. Не може да оди. Стефан, ти ја изаде целата салата, а? Не може. Беше многу вкусна? Да. Чекај, јас да пробам малку од салатата, да видам за... Многу прекрасна работа, да ја гледачи, ваква нешто не се случило до сега. Правиме мала пауза, а потоа повторно се враќаме доле да видиме со какво јадење ќе ви изненадиме во следниот блок. Одиме сега со пауза. Доовме во заклучок дека салатата е фантазија. Ваква салата во Суперзвезда не се јадела никогаш до сега. А сега е наред некој од овие поглавните јадења. Што ќе јадеме сега? Сега ќе пробате пелмените, значи пржените пелмени, традиционалното јадење во Кина за Нова година. Ајде да ги видиме пелмените, ако може овдека да ги ставиме значи пред нас. Еве пелмен како изгледа. Аплауз за пелменот, ќе ве молам. Силен аплауз, громогласен аплауз. Еве да видиме, значи отиде пелменот кај Стефан. Оп, лимунот го зема. Оп, друг лимун. Ева каде го видиме пелменот. Значи кажавме дека што јадење ова? Значи пелмените се традиционално кинеско јадење за Нова година и кога се одржуваат кинеските фестивали, Spring Festival и многу други. Ова е исто многу познато јадење во Русија, значи русите го јадат, што значи дека е прилагодливо за европски менталитет. Нели претходно спомнав дека внатре се полнети со ситно сецкано месо и може да биде свинско, говедско, може да биде пилешко, може само зеленчук да има внатре. Нашиве се полнети со свинско, ситно сецкано и со зеленчук. Мене ми личи така како сарма. Личи на сарма или не? Не, многу е различно затоа што тоа е тестенце, многу тенко, внатре полнето со месо и со зеленчук, од надвор е крцкаво и многу е сочно, може да се комбинира со сос од соја. Ајде да видиме, значи дека пробаат суперзвездите, па да видиме веќе изразот на нивното лице ми кажува дека станува збор за нешто многу вкусно и многу интересно. Еве веќе овде имаме и општа тепачка кај оние кои што немаат добиено за да добијат. Одиме еден по еден да добиеме, да пробаме, да видиме каков е вкусот, а потоа ќе го дискутираме. Овде е журка невидена, драги гледачи, се случуваат некои невозможни работи. Стефан, што правиш ти? Сам во водата лимон. Цедат вода, значи се цеди лимон во вода, во чај и лимонот се користи за јадење на специјалитетот на пелменот, така ли? Да, пелмените, значи затоа што се одозгора крцкави и пржени, за да не биде тешки при јадење. Одозгора ние сервираме околу тањерот лимунче и се става лимунче одозгора врз пелмените. Така, ние му недовме многу примени овдека во вашиот ресторан, се надевам нема да ни замерите. Ајде да видам де е тањерот со пелмените, да го видам. Кој седовме? Каде отиде? Во нашиот тестовар. Значи, тањерот со пелмените отиде во стомакот. Сега што ќе јадеме друго?
Сега ќе пробате, значи, пилешко, свинско, говецко, со зеленчук, ракчиња, кикирики, бадем и ореси. А, она комплицираното што го кажавме преска. Расположени ли сте сега за следното јадење? 3, 4, одиме. За да биде ресторанот кинески мора да биде и така уреден, нели беше? Да, да. Кинеското уредување е посебно? Да, кинеското редување овој пат, значи од минатиот пат кога дојдовте вие до сега, комплетно се разликува, го реновиравме ресторанот. Сосем има, значи, нов дизајн сега. Дизајн, да, јас бев во Кина 3 месеци и донесов многу нови слики кои што зборат за кинеската традиција и култура. Ајде да видиме за што станува збор, значи. Значи ова е дрвена слика, која е тешка 2,5 килограми. Значи ова е Конфуције, нели, познатиот кинески научник кој како ова е слика прикажана како Конфуције ги учи малите деца. Ова е жената на еден од кралевите. Исто така на дрво насликана, значи нивната уметност колку е напредна. Многу си ги ценат, значи, старите работи, традицијата, културата многу ја ценат и не дозволуваат времето како се модернизира тоа да пропадне. Затоа на дрво ги осликуваат важните личности и дел од културата, за да може надвор од Кина да зборува за кинеската традиција и култура. Одиме понатака да видиме сега вамо што имаме, драги гледачи, ова има исто така некоја слика на дрво? Да, која еве како го учи, значи постар човек како го учи детето како се служи чај, како се сервира чајот во Кина. Во малечки чинивчиња како што ние сега пиевме, како што беше. Истото, значи тоа што ние сега го правевме го имаме овдека на слика. Одиме и понатаму да видиме, ова е многу интересен, значи дизајн на слики. Сега какви слики се овие да ги кажеш? Значи овие 3 слики ги прикажуваат различните кинески националности. Во Кина има 58 кинески националности. Време возможно. Да, шаолините, тоа се еден дел. Ова е друг дел од кинеска националност, представена во различни периоди, значи пред 100 години, како местото се развивало. Еве како луѓето претходно живееле, каква им била облеката до сега. Така, браво. А овдека за што станува зборот, значи поточно, дали се ови индијанци некако што ги гледам на слика? Не, тоа е друг вид на, значи монголците во Кина. А тоа се монголците во Кина, значи монголите кои што живеат таму. Да, кои што живеат во Кина. Сите кинески националности имаат различен начин на облекување, различни јадења обожаваат, на различен начин го приготвуваат, веруваат во различни работи, меѓутоа сите се единство, сите се сакаат и се сложно живеат. Да. Одиме сега понатака. Ова е друго ќоше, уредено на традиционален, значи кинески начин. Овде гледаме една прекрасна, значи, слика, еве да видиме, значи какви се сликите во Кина, да може камерата да ја покаже од страна. Има некој пиле. Кинески цртеж, прикажано е цвеќето, значи премногу ги обожаваат цвеќињата, ги чуваат и затоа се прекажани. Ова е традиционален начин на сликање, ќе видите и горе како цвеќето го прикажуваат во различни бои во комбинација со птицата, затоа што птицата е слободна, во слободен лет и цвеќето е природно и затоа ги поврзуваат заедно. Добро. Ова овдека е, значи, традиционална кинеска вазна. Вакви вазни овде не може да се најде. Не може, да. Ваква вазна, да, само во Кина и но доста се скапи. Ова е се едно златно маче. Ја имам такво златно маче дома, само моето е сијамско. Какво маче е ова маче? Значи ова е многу познато за азијската култура. Значи рачето се движи и ова значи ги пречекува гостите. Добро дојдовте на кинески Хуаин Гуанлин и во Кина постои шала за ова. Дојдете пари, дојдете пари. Да дојдат пари. Так. Носи берекет и среќа во бизнисот. Секој во Кина што има бизнис, ресторан или продавница, го ставаат ова маче на видно место. Прекрасна работа, ево го мачето кој носи среќа. А ова е некој јаже врзано во чвор или? Има исто големо значење, ова се стари кинески монети и чворовите, еве пак повторно златната боја и црвената боја, ова значи Кина како единство. Има 58 чвора, значи 58 кинески националности. Иако сите се разликуваат по начинот на облекување и јадење и многу други разлики, сепак сите се единство. Значи Кина како единство. Фала ти, Силвија. Одиме понатаму сега. Мони, што беше твоето прашање сега? Здраве, јас се викам Моника Мирковиќ, сакам да прашам што е ова на сликава. А овде јас без што сум застанала. Што е ова, значи, Силвија? Значи ова е исто
зборува, ова се два лава, значи едното е машко, едното е женско, ова моментално е женката, еве зборува за кинеската традиција и култура. Значи пред сите големи владени згради, мостови, особено камени мостови, стојат овие лавови изработени од камен. Секогаш одат во пар. Едно треба да биде машко, едно женско. Женката во раката држи мало лавче, потоа се разликува, значи мајката се грижи за фамилијата, додека пак другиот лав, мажот, во раката држи топка. Еве го може да се погледне, значи тука и другиот лав, еве да го видим. Си игра со топка. Во канџите има топка, топката значи уште во времето кога постоел кралот значило единство на империјата. Значи топка, да. А овдека пишува нешто, ова е на јапонски или на кинески? На кинески, значи пишува гонши фацај. Тоа значи изрека, многу паметна изрека со која си посакуваат напреден бизнис. Значи не може буквално да се преведе, меѓутоа како ние што викаме со среќа, добар бизнис берикет, они си посакуваат гонши фацај и се е кажано. Со 4 збора се е кажано. Така. Сега минатиот пат бизнисот беше помал, сега е поголем. Имаме уште еден дел од ресторанот. Одиме да го погледнеме тој дел. Одиме, ајде по нас. Ова е новото каче, драги гледачи, ова го немавме видено минатиот пат, сега е направено во меѓувреме, така? Да, оваа соба сега е преуредена, си ја викаме мало музејче. Како кинеско музејче ни има многу различни работи, кои со така ја осликуваат кинеската традиција и култура. Еве, например, овој кинески инструмент, кој на никој друго место не може да се сретне освен во Кина, се вика арху. Значи, на него може да забележите, има опашка од конј. Значи инструмент со опашка од конј, драги гледачи. Конј, не магаре. Ова што е? Тоа е значи капа која шешир која носеле кинезите на оризовите полиња и заштитувало од сонце, многу сега веќе не се користи. Значи рачна изработка од бамбус. Еве повторно може да ја забележите црвената боја. А ова маска овдека е да види камерата поубаво вака од овој агол да ја види. Го гледате овој дечко каков е со зелени очи. Нашминкан од сите страни. Ова е Буда на смејата. Еве како е насмејана, значи носи радост и среќа во куќата во која е ставена. Нели имаат повеќе видови на буди, меѓутоа ова е Буда на смејата и убаво е да ја има во секој дом. А ова од другата страна спротив Буда на смејата е Буда на брадата. Ова е, значи, за долг живот, светец за долг живот, има брада. Значи носи долговечен век на луѓето кои што живеат во таа куќа и затоа скоро сите луѓе во рестораните, во објекти го ставаат, веруваат дека ќе имаат долг и среќен живот. И ови ли се сега овде некои стари кинески пари, како што мене ми личи? Ова се стари кинески пари. Значи ова е голема кинеска монета на која има 4 знака. 4 знака значат заштита од зло. Значи се што е негативна енергија, неубаво да излага надвор од куќата. А позитивното? Да, позитивното. Као во моментов супер звездите да останат во куќата. Да. Одиме сега да видиме од другата страна, има нешто многу интересно. Еден куп лепези има овде, има некои големи, некои мали. Мене ме интересира што е ова. Значи ова е слика од кожа, од јагнешка кожа. Насликана е на девојка која е еден значи има повеќе кинески националности, нели ова е од Монголија. Значи... Мене ми личи на Билјана Платно Белеше, например. Ви личи ли да вас на Билјана Платно Белеше? Има значење зошто вака е девојката поставена во оваа положба и со бела крпа во тој дел од Кина, значи монголците во Кина, девојките на овој начин ги пречекуваат гостите. Значи со бела крпа во рацете, наведнати, значи добро дојде, убав пречек. Добро дојде, супер звезди, гледате, значи со како не чека, со Билјана Платно, со Белеше, со све, со добро дојде. А овие што се овдека? Пишува Тонган Кунку, што значи и во добро и во лошо ќе поминеме заедно. Значи и во било какви времиња мораме да се држиме заедно. А ова ме интересира сега, значи да ја кажеме оваа голема лепеза, волку голема лепеза, јас до сега немам видено. Каква лепеза е оваа лепеза сега? Ова што е насликано на лепезава има многу големо значење, тоа е дрво. Се вика Тајсан во Кина, значи расте на планина, многу голема планина на која на врвот секогаш има снег. Подоле на планината различни времиња, може да е лето, меѓутоа врвот секогаш има снег. Дрвото секогаш расте само на една страна. Тоа е специфично и кинезите го поисоветуваат дека бидејќи расте на една страна, исто како личи на човек што пречекува гости со двете раце. Значи добро дојдовте. Така, прекрасно. Научивме некои многу интересни работи за Кина и за кинеската култура и традиција. Стомачињата наши работат, пак сме гладни?
И одиме сега да се нафрлиме на она што преостана од кинеската кујна, одиме во другиот дел. Одиме 3 4 Колку љубаво супер звезда денес, драги гледачи, ова е неверојатна работа. Значи сите весели, среќни, расположени денеска сме гости во ресторанот Звезден океан. Ова е најава за оние кои малку подоцна се вклучија денеска и додовме да ја пробаме и јадеме највкусната кинеска храна на светот, така ли е, Силвија? Да. Денеска и се уверивме во тоа, сега во моментов имаме нешто ново овдека на мени, како што гледам малку подоцна ќе го искоментираме. Сакав да го представам човекот кој го донесе овој новитет овде во Македонија, знае заедно со тебе, а тоа е и Лиу Шинхај. Лио Шихај. Лио, здраво и добре дојде во Супер Звезда. Како си, добар? Добро, Ти колку години веќе живееш во Македонија? 5 години. 5 години. И дали ти се допаѓа во Македонија животот? Да. Каде е побаво, Кина или тука? Таму и тука убаво. И во Кина и овде кај тука. Ти со Силвија се запозна кога дојде во Македонија, Да, а денеска сте веќе сопруг и сопруга, маж и жена, така? така. Ете, супер, Лио. Ме интересира, значи, дали е тешко да се готви кинеска храна? Не, Ти уживаш додека работиш? да. Работиш сам или некој ти помага? И никој помага, двајца. Имаш двајца кои што ти помагаат, тие се наши македонци или имаш од Кина исто донесено? Кина доседа. А од Кина, значи овдека само кинези ја прават кинеската храна? Да, само кинез. Дали те слуша добре како се? Супер слуша. Како ти се погоди Силвија за жена, добре? Добро, Нема подобра на свет. да. Браво, па македонка, па нема македонско девојче. Си научил некоја македонска песна? Не, Да пеевме, мислам, заедно или нема да пееме? Ќе готвиме пееме. оваа емисија. Ај, у следната емисија ќе пееме, драги гледачи. Инаку вака да ми кажеш, дали сакаш македонска храна? Да. Која храна во Македонија многу ти се допаѓа? Скоро си да сакам. Сакаш, ми кажа мене Силвија дека обожаваш скара. И скала, и салама, и пинчора, и ајвара. Значи пинџур, ајар, скара, сарма, све, браво Лио, фала да си ми жив и здрав, фала ти многу. Денеска што спреми за дечињата, ова што е значи спременото? Ова кина века папо цај. Кинески име? Како е кинеското име значи? Папо цај. Тоа е значи на македонски што? 8 драгоцени плода. 8 драгоцени плода. Значи дали ти јадеш ваква храна, дали ти ова го јадеш? Да, Ова е твое омилено кинеско јадење? да. И специјално омиленото кинеско јадење на Лио денеска, специјално за Супер Звездите во оваа емисија какво што немало до сега. Значи да покажеме, значи Силвија да ми покаже значи каде е јадењето. Ова е значи јадењето. 8 драгоцени плода се вика така затоа што има 8 работи во него различни. Пилешко, свинско, говедско, зеленчук, различен зеленчук, ракчиња, еве ракчињата, кикирики, бадеми, уреви, еве ги Ова се значи лешници, нешто така. се има, значи еве ги орасите, еве ги бадемите, лешници, кикирики, ораси, се заедно на едно место, сите витамини, црни и бели кинески печурки, еве зелка, морков, пипер, еве ги рикулците денес што ги пробавте во салатата. И тие се овдека значи се јаде директно искомплетирано во една чинија, а ова ме интересира второто е значи она што го нарачавме преска оризот. Да, ова е оризот, значи што е претходно варена пареја, после пропржен со пилешки парчиња и со зеленчук. Супер. Сега да видам јас кој тоа го проба. А Сара овдека нешто ми жвака. Сара, како си? Добра, Како беше јадењето денес? супер. Ме интересира проба ли ти значи од 8 плода од оваа специјална храна која што денеска Лио ни ја приготви? Да, И како ти се допадна? супер. Успеа да се снајдеш со стрпчињата? Да, Ајде видам оваа женска овдека сега се вика Моника, само вака ја седнам покрај неа. Моника, па и кај тебе тањерот е празен и ти изеде се? да, Вакво јадење до сега немало? немало. Стварно убаво си помина денес? Да, А сестрите Банчотови да ги видам? Како сте вие, добри сте? Што правите, што изедовте вие сега? Се што имаше овдека на масата, маф направивме да видам Стефан што предраги гледачи, одиме овдека да го видиме. Каде е Стефан? Стефан, како си ти? добар, Стефан, што прави со стапот во рака? ништо. А јадеш? Ја До каде си со јадењето да видам што си изела тањерот? А, останало многу. Тебе не ти се допаѓа хранова? не, Не, сакаш значи ти да јадеш македонска традиционална. Ти си повеќе за пиперка, за ајварче, за така, за пинџурче. ама мене ми се допаѓа се многу првата храна. А првата храна, значи, ти се допадна, значи, ете, сака да јаде салати, Стефан видовме. На кој му се допадна сега ова јадење овдека да крене рака? Браво, Јана, кажи ми ти, да видам. Ти денеска што јадеше?
Ја денеска јадев. Се што ни даде, Да, И ти се допадна многу? да. Беш ми е драго, супер, а кате да ја видам денеска? Некако ми е нерасположена или расположена? Максимално расположена. Кате, што јадеше ти? Се. И ти изеде се да видам празен ти е тањерот. Празен тањерот, скрос. Еден од оние кои што не јадеше кинеска храна, денеска тука е и Дарко, мојот другар, мојот именјак Дарко. Дарко, како си? Добро. Денеска не си расположен ти за кинеска храна? Ама ја како што чув од тебе, ти си расположен за кинески десерт. Да. Што ќе јадеме денеска, јас и ти? Пржен сладолед ќе јадеме? Или колаче со порека? Која е твојата идеја за десерт? Слава. Било што, само да е сладко, ха? Јадеш многу сладко? Ич не сакаш солено? Сега одиме да исполниме желата на Дарко, така да повеликате? Да, колаче со жилба. Значи колаче со желба. Кој е за колаче со желба? Кој е за без? Значи, одиме да нарачаме и да видиме што ќе се случи малку подоцна со десертот. Правиме пауза. Дојде време за Сладкото. за сладкото, нели? Ти сакаш исто така десерт? Да. Ама уште неаме завршено, значи главното јадење, ти се допаѓа сега за сега? Да. Супер е, кате да видам, ти чекаш строго десерт, така? Да. А чајот го испи, дај да видам дали испиен чајот? Испиен малци, има останато на дното, ќе го испиеме тоа до крај. Ајде, значи, да Силвија да ни каже денес за десерт, она што го најавивме преска, нешто карамелизирано, така како да ми се слушна. Што е тоа? Значи ова е карамелизирано, мешано овош е Може да демонстрираме, значи сега има јаболка, ананас, и банана. јаболка, ананас, банана. Еве да видиме значи како тоа се конзумира. Специфично за овој десерт е што мора да се јаде додека е топло, како и се во кинеската храна, зашто треба се јаде со стапчиња. Значи земаме едно парче, го потопуваме во вода, Гледајте внимателно за да знаете, супер звезди се зема парче, се потопува во вода. се карамелизира. Значи вака се карамелизира, малце да го оладиме зашто е многу врело. Значи се држи во вода, откако ќе се извади од водата се смета дека е карамелизирано. Е карамелизирано, да, оладено е значи веќе и сега може да се јаде. Еве да видиме Мариго ќе проба, драги гледачи, да видиме како ќе се допадне. Ајде Мариго, зини брзо да видиме. Цак. Да видиме. Жвакај, да видиме. Страшно е нешто. Не. Многу е. А едно за Стефан да направиме, едно за Стефан во меѓувреме. Стефан, ти што сакаш? Ананас. На себе банана му се погоди на Стефан, да видиме банана, да видиме дали ќе видиме. Кој ќе јаде банана? Дамјан сака банана, добро. А да видиме ананас од каде. Како беше, Мариго, кажи ми брзо? Супер. Супер, да, многу ти се допадна. Да. Вакво јадење до сега немало? Не. Мафним на гледачите овдека. Брзо, го Стефан лапнува. Стефан, да не е кисело, да не е луто, да не е жешко, малце е топло. Ајде, жвакај, дувај, нешто прави. Ама жешко е убаво? Да. Значи, жешка банана, многу е жешко или не баш? А? Што ти е ваков црвен носот? Од тоа што е топло, а? А, топла бананата, црвен нос, ева, така е, кога се јаде. А, еве го, Дамјан, ти лапна ли нешто, проба? Не си пробал? Ајде да видиме сега, ќе го оладиме твоето, мора убаво да се олади, бидејќи се топли сите овие овошја. Спремен си, Дамјан? Чекај, ако не да го лапнам, да видам 3-4. Ајде кај тебе. Так, браво. Ајде да видиме, жешко е? Не. А поише го ладивме од Стефан. Стефан, кај си Стефан, дојди вамо да те видам. Жив си бе, Стефан? Да. Како беше, кажи ми? Супер. Сакаш уште едно Да. сега? Сакаш уште едно? Ја мислев ке не икеш брзо уште едно за Стефан, уште едно за Мариго. Кој не проба? Кој не проба? Абе, како будам не проба ти? Сега ќе ти дадеме злато и на тебе. Сега сите ќе пробате да гледате какви десерти се случуваат овде во ресторанот. Во кинескиот ресторан, значи вакви кинески десерти нема на ниедно друго место, драги гледачи. Еве гледате, значи, каква журка се случува, така да одиме да се издезертираме скроз до самиот крај на нашата емисија. Ова е една од најубавите емисии, дефинитивно снимени до сега во Супер Звезда. Дарко, ти расположен ли си? Да. Сакаш ли една карамелизирана лута пиперка, например? Не. А што сакаш да пробаш? Ананас или банана, например, може јаболка, круша, све може да се карамелизира. Ананас. Ананас, еден ананас за Дарко да видиме, да, оладен, еве го направен. Еве да Силвија директно улетува со ананасот. Дарко брзо лапни стапчињата, не се гризат, се гризе само ананасот. Гризеш и размислуваш ова како прв пат да ти се случува тега во животот, да, Даре? Како е? Добро. Значи топ, прва лига, а? Како си ти?
Ја супер овде кај уживуваме. Леле, уживаш. А како си ти, Сара Златка? Супер и овде исто уживам. Значи, ваква журка се нема десено. Стефан, кажи ми ти како е? Одлично. Одлично. Колку ананаси карамелизирани изеде ти? 2 ананаси и 1 јаболко. Едно јаболко, Кате пробал десертот? Кате нема, сакаш да пробаш? Ајде, Кате, дојди вамо. Да, Силвија, Кате е наред сега, да видиме 3-4, едно големо парче за малата Кате, да видиме. Може големо парче? Мало парче за малата Кате, да видиме вакво. Што и се падна сега на Кате, да знаеме? Ананас? Ананас еден, банана за Кате, најсладка банана, да видиме како е бананата карамелизирана до сега. Ваква работа си пробала некогаш? Како ти се допаѓа? Убаво. Да не е топла, да не е жешка. Токму онака како што треба. Добре, ето додека ние жвакаме и уживаме, вие одмарете малку, драги гледачи, ќе одиме да го дојадеме десертот, а веднаш потоа се враќаме уште еднашка во програм. Супер звезди, расположени ли сте се? Ајде еден голем аплауз за најубавиот ресторанот Звездан океан. Фала ти, Силвија, фала и на Лио што не примивте денес да бидеме ваши гости. Нема зашто повелите друг пат, фала и на вас што не посетивте. Јас мислам дека многу убаво си поминавме, си помина ти убаво нела со нас. Да. А ќе ни пееш се една песна? Да. Која песна ќе ни ја пееш? Супер звезда, така? Ајде, 3-4. Се застравни сега малце, а цело време кога ќе угасиме камерата ни пее. Сега кога е вклучена не сака. Ај уште еднаш да правиме, ќе отпееме песната заедно? Не. А нема. Ај ќе пееме во некоја од следните емисии која ќе бидеме малку поголеми, договорено? Ај да пукне сега да направиме. Браво, браво. Она расте волку голема затоа што јаде кинеска храна? Да, многу јаде ориз, го обожава оризот, месото, пилешката супа, супер. Интересно е да се каже дека кинезите не јадат сладко. Да, не јадат сладко воопшто, малите деца, мислам кога од 4-5 години ги тепаат дома, не им дозволува за да не ги расипаат завите. Еве Лио тоа најдобро ќе го каже. Затоа и во нашиот ресторан има 5 до 6 специјалитети што се во однос на десертот. Значи нема избор затоа што воопшто кинезите не јадат тоа. Десертот не е застапен во кинеската храна. Како си поминавте денеска овдека, дечка, и се да ве прашам? Шо ќе им кажеме дома кога ќе отидеме сеа? Дека кинескиот ресторан е каков? Супер! Најдобар ресторан во Македонија? Да! Ајде брзо да ја гушнеме Силвија, да го гушнеме Лио, да им заблагодариме денеска, што ни овозможија да бидеме нивни гости. Фала ви уште еднашка, фала Лио и на тебе. Фала ви Супер звездички и фала на сите што останаа денеска заедно со нас во емисијата Супер звезда да изгледаат оваа прекрасна емисија. Сите оние кои што немаат видено дел и немаат запознаено кинеската култура и традиција од поблиску, може да дојдат овдека. Ова не само што е прекрасен ресторан, тука е вистински мини музеј, можам да наречам, на кинеската култура и традиција. Фала ви уште еднашка на вас, фала ви на вас, драги гледачи, се гледаме повторно во некоја следна прилика. Чао, до гледање, ве сакаме, ве гушкаме и се гледаме пак следната сабота во 10 часот на нашата една единствена Канал 5 телевизија. Чао, до гледање, чао.